Ајде. Денес се наоѓаме пред манастирот Свети Прокопчински во Донибрук. Тука имаме две табли, каде што едната кажува дека е ова пропети, односно имот на Македонската православна црква, и јавно го прашуваме митрополитот Петар Јован Каревски да не користи два аршини. Дали ова приватен имот или ова е црковен имот? Затоа што имавме случај каде што порано некои од нас, верниците, сме протерани од ово место и тоа е срам за Македонската православна црква. Благодарам. Сним. Денес сме собрани на ова место, каде голем број на верници сака да го искажат незадоволството од работењето на членовите од епархискиот управен одбор и дискриминацијата против нас верниците во Мелбурн и во Австралија. Ние сме тие што бараме да имаме една епархија. Сакаме исто јавно да протестираме дека се зборува многу неточни работи за отец Гаврил. Сакаме да го искажиме нашето незадоволство кон тие што вршат такви пропаганди. Сакаме да ги поддржиме свештениците во епархијата кои му е наредено да гласа за нешто што тие не сакаат да гласат. Можете да видите и преку паролите. Ние бараме да сме обединети во Христа, бараме дедото Петар да се врати во Австралија затоа што полицијата го бара. Тоа е уште еден срам за нас македонците во Австралија, каде што веќе имаме и нечисти луѓе. Ако му е чист образот, нека дојдат, нека одговарат преку овие закони, а исто и јавноста ќе дознае наскоро зошто отец Никодим оди и се потпишува во полицијата во Крајгебрн. Тоа е уште еден срам за надлежните од епархијата. Сакаме да му упатиме еден апел до митрополитот Петар. Ова е еден поздрав до него. Се надевам дека овај глас ќе допрети до Светиот епархиски синод кој денеска заседаваат во Скопје и ќе преземат мерки против работата на епархијата во Австралија и против работата на митрополитот Петар, тоест администраторот Петар Јован Каревски, кој користи две имена и имат имот на негово име. Ви благодарам. Никола, во Дајлсбург,